Вие сте во куќа на фудбалот. Наш денешен гостин, човекот кој од 1 август ја презеде веројатно најнеблагодарната работа во македонскиот фудбал. Добринко Илиевски, селектор на македонската репрезентација до 21 година, ви благодарам што сте во куќа на фудбалот. Чувствувате дека ја презедовте најнеблагодарната функција во македонскиот фудбал? Кога дојдовте на оваа позиција, сите велеа ете го наследникот на најуспешниот селектор во историјата на македонскиот фудбал, Благоје Милевски, предводникот кој ја однесе Македонија на големо надпреварување и во циклус кој веќе беше загубен. Имавме неколку порази, меѓу кои Гибралтар, серија лоши резултати, лоша игра, нова генерација и одеднаш два надпревари огнено крштевање против Србија, непоразена 8-8 во овој квалификацијски циклус, и Ерменија, надпревар кој требаше да го добиеме, одигравме 3-3, примивме два погодоци во последната минута од надпреварот. Чувствувате ли дека е така, дека таа перцепција на јавноста е точна? Напред благодарам за поканата. Па со самото прашање дадовте одговор на делот од прашањето. Значи, неблагодарна е функцијата, заради тоа што за еден краток период селекцијата до 21 година помина низ неколку турбулентни фази, значи од еуфорија во депресија. Да, од еуфорија во депресија, значи од врвот на некој начин во нашиот фудбал со пласманот на европското првенство, со одличните игри во тие квалификации, со одличните игри во Полска на европското првенство, до одличен старт во овие квалификации. Меѓутоа, се што се одвиваше понатаму беше, да речам, многу поразлично од тоа и фудбалски многу лошо. Неколку порази поред, неколку порази на домашен терен кој што никој не ги очекуваше, пораз од Гибралтар кој што исто така одекна како прворазредна сензација. Значи, за многу краток период од врвот до дното. Токму заради тоа оваа функција е неблагодарна, меѓутоа токму заради тоа е и предизвик. Значи, од една страна се работи за една генерација на фудбалери, односно веќе за повеќе генерации на фудбалери кои што имаат, според јавноста, според сите нас, имаат голем капацитет, меѓутоа единствено на начин кога работите би се подредиле како што треба. Значи се гледа дека нешто не е во ред. Јавноста ја препознава како една од најталентираните македонски генерации, таа до 19 години која обезбеди елитна фаза лани европски квалификации. Да, меѓутоа тука зборуваме за повеќе генерации. Значи овој квалификационен циклус го почна генерација 96-97 година, која што на некој начин неславно го заврши, односно уште не е завршен циклусот, меѓутоа прерано се завршени квалификациите, односно шансите за пласман на европско првенство. И сега во значи во овие... Тоа веројатно не ви е еден вид алиби за нови серија лоши резултати до крајот на квалификацијскиот циклус, иако има уште два надпревари до крајот. Апсолутно не се работи за алиби, поради тоа што не може да биде алиби. Алиби би било ако имаше добри резултати во овој квалификационен циклус, па сега ние да речеме дека со помладување на репрезентацијата ќе следат лоши резултати и на тој начин да си обезбедиме, односно јас да си обезбедам простор за некакви лоши резултати или за лоши игри. Меѓутоа или доколку вие го започневте целиот квалификацијски циклус. Да, меѓутоа фактот е дека овие квалификации се одигра резултатски многу лошо. Значи ви кажав дека 6 надпревари кои што се забележа само една победа на почетокот со Ерменија и после тоа следеа 5 порази и фудбалерите кои што навистина се квалитетни, кои што се талентирани, влегоа во една ја изгубија самодовербата, изгубија... Токму тоа го рековте вие на пресконференцијата кога го соопштувавте списокот за последните два надпревари. Целта ни е да ја вратиме самодовербата кај фудбалерите и вербата во оваа репрезентација, однова. Да. Значи, според мене, на првиот надпревар со Србија, која што сами рековте, имаше до тој надпревар 6 надпревари и 6 победи, мислам дека добар дел од задачата која си ја поставивме ја остваривме. Значи, на еден таков надпревар на гостински терен против репрезентација која што е првопласирана, која што е најсилна во групата според резултатите и според рейтингот,
успеавме до 80-та минута да имаме активен резултат и во тие моменти да бидеме подобар Ама противник. никој не ви замерува за надпреварот во Нови Сад против Србија. Да, па ќе дојде и вториот надпревар. Значи, со првиот надпревар добар дел од самодовербата беше вратен во таа селекција, односно играчите сами во себе и ние во нив и значи се створи една клима дека оваа репрезентација, меѓутоа кога збориме за оваа репрезентација зборуваме за една комбинација меѓу две, односно повеќе генерации. Значи, свесно, ако продолжев со истите фудбалери кои што ги игра првите надпревари, значи можеби резултатите ќе беа малце подобри. Меѓутоа, корисно беше да успееме да ги вклопиме новите фудбалери, односно новите генерации 99-2000-та во текот на овие квалификации, за да колку толку имаат неколку надпревари од, да речем, такмичарски карактери и да бидат многу поискусни со тие надпревари. Значи, можеби резултатот... Го влекувате со одговорот како да не сакате да дојдете до надпреварот против Ерменија кој го одигравме со 3-3. Да, па надпреварот со Ерменија за мене, значи надпреварот со Ерменија... Делувавте збунувачки по завршувањето на дуелот на тренинг центарот Петар Милошевски. Рековте, не знам што се случи. Да. Примивме дадовме погодок во 88-та минута за 3-1, за 3-4 минути примивме 2 гола и 3-3. Што се случи? Па видите, таков еден надпревар и многу поискусни тренери од мене и многу поискусни фудбалери не би можеле да си го објаснат, значи да водите до 90-та минута 3-1 и надпреварот да заврши 3-3 во судиско продолжение, значи мислам дека многу ретко се случува и многу тешко може да се објасни. Посебно кога сте фаворит, кога сте поквалитетен од противникот. Па не знам се едно што генерацијски ние бевме многу помлади. Помлади од ерменците. Па видете, еден надпревар во групата кој што тоа беше првиот надпревар кој што го одигравме во Ерменија, кој што заврши со резултат 3-0 за нас. Можеби тоа дава слика дека ние сме некој апсолутен фаворит во дуелот со Ерменија. Меѓутоа, тие беа пред нас во групата, има 7 бода, ние имавме само 3 бода. Значи, од тој аспект не можеме да се сметаме дека сме некои апсолутни фаворити. Второ, значи, они играат со репрезентативците со кои што го почнаа циклусот. Така да исто така и се повозрасни и се поискусни. Пак не е никакво алиби, меѓутоа апсолутно не можеме да бидеме некои големи фаворити во таков надпревар. Резултатот 3-3 да биде за нас некој, да речам, голем неуспех. Единствено начинот на кој што ги загубивме двата бода во последните минути, само тоа боли. Инаку ние имавме добиен надпревар кој што го градевме во текот на 90 минути. Значи, имавме резултат 1-0 во првото полувреме, еден апсолутно непостоечки пенал за израмнување на противникот кој што не исфрли од равнотежа, меѓутоа пак се вративме во игра, градевме една добра игра и 88-89 минута веќе имавме резултат 3-1. Значи ние 90 минути го добивме надпреварот, само несреќен сплет на околности доведе до тоа да бидеме, да речам, несреќни, односно да бидеме разочарани од изгубените 2 бода. Не знам дали од оваа перспектива тактички не би менувале ништо. Апсолутно не Тие би се фудбалерите кои ќе го носат товарот. Така, апсолутно не би менувал, затоа што пак ќе речем ние го Чурлинов на пример повторно би добил незначителен број на минути. Ние го одигравме надпреварот според мене многу зрело. Значи првата измена која што беше Марио Крстовски влезе, значи ја раздвижи играта, на него беше направен пенал, победовме 2-1. Втората измена, односно последната измена со Чурлинов, исто така вроди со плод, се постигна гол. Секако дека Чурлинов е фудбалер кој заслужува многу поголема минутажа, меѓутоа јас сум селекторот кој што него го води ни сите овие години во сите селекции во кои што настапува. Така е, од U15, близу 4 години. И ако некој го познава добро, тоа сум јас. Значи, по моја препорака, он одигра еден надпревар во оваа репрезентација. Значи, јас сум тој кој што тврди дека Чурлинов има квалитет за поголеми дострели. Меѓутоа, да не забораваме, Чурлинов уште игра за U19 во Келн. Значи, ја мислам дека минутажата која што ја добива,
дека е соодветна со тоа што секогаш можеме да полемизираме дали може 10, 15, 20 минути повеќе или помалку. Ја би сакал сите фудбалери кои што ќе ги повикам да имаат поголема минутажа, меѓутоа 10 почнуваат плюс, односно 11. Некои ќе кажат доколку не е во репрезентацијата до 21 година, би можел да одигра цел надпревар за помалку возрастна репрезентација, например, до 19 години. Вака го немаме ни во 21, ниту во селекцијата до 19 години. Овие два надпревари се одигра во термин во кој што репрезентацијата до 19 години имаше еден, да речем, пријателски турнир. А сега во наредните, односно во наредниот термин за квалификацијски надпревари, кои што ги играме со Русија и со Гибралтар, има исто така пријателски надпревари на репрезентацијата до 19, меѓутоа тоа има генерална проба за квалификациите кои што ќе се играат во ноември и се согласив да Чурлинов и Фазлагич играат во таа репрезентација за да бидат спремни за најважните надпревари на таа генерација, значи за тие квалификации. А рековте дека дел од играчите или составот кој го водите на некој начин ја вратил само довербата по надпреварот со Србија, иако пораз 2-1, што ќе се случува сега откако наивно загубивме 2 бода против Арменија? Како ќе се кренат фудбалерите после тој условно неуспех? Па пак ќе речам, зависи од кој аспект гледате. Значи, после година и можеби повеќе е освоен бод во овие квалификации. Значи, не заборавите, ние после тие 3 бода против Арменија имавме пораз од Гибралтар, значи, што е за наши услови, односно за квалитетот на нашата репрезентација и репрезентацијата на Гибралтар. Ама не мислите дека наслов од типот освоивме бод после 1 година и тоа е успех, нема да привлече контравнимание во јавноста? Па сега пак ќе речам, зависи од кој аспект гледаме. Значи, прво го карактеризиравме надпреварот како неуспех заради тоа што изгубивме 2 бода во финишот на надпреварот. Меѓутоа, има и други начини на гледање. Значи, пак ќе речам, надпреварот беше добиен во 89-та минута, значи 90 минути ние бевме во добитна комбинација. А замислете дали ќе беше подобро ако ние се спасувавме во последните минути, да имавме минус од 1:3, па да дадовме 2 гола, дали ќе беше тоа подобро. Значи, во случај кога ги загубивме 2 бода, мислам дека има многу позитивни моменти во целиот случај, односно во надпреварот и во начинот на гледање, и ако успееме да извлечеме поука од надпреварот, мислам дека сме добиле многу, заради тоа што пак ќе повторам, имавме добиен надпревар, имавме многу квалитетни делови од надпреварот, добивме многу млади играчи. Ние го надпреварот со Арменија го почнавме со 6 играчи 99 годиште. Тоа се 3 години помлади од противникот, значи кои што добар дел од играчите беа 96-та родени. Така да мораме и тоа да го земеме во обзир. Без разлика дали тоа звучи како алиби или не, меѓутоа многу се помлади играчите. На крај на надпреварот влегоа и Фазлагич и Чурлинов, кои што се уште по 1 година помлади, значи тоа е апсолутно голема разлика од првиот надпревар кај што двете репрезентации беа на иста возраст. Во минатото предводевте младински селекции на Македонија, дури најмладата. Која е разликата помеѓу тие условно помлади селекции од 15 до 19 години и сега селекцијата до 21 година, која што рака на срце има интерес во јавноста? Па можеби само интересот во јавноста е доста поголем. Инаку што се однесува одговорноста и ваша е иста, сметате? Па иста е кога ќе влезете, кога ќе седнете на таа клупа и кога за противник имате репрезентација од типот на Италија, на Турција, на Србија, значи одговорноста и желбата за победа и одговорноста за лош резултат е многу слична, да не речам иста. Значи не може од тоа да бидете помотивирани, без разлика дали се работи за повозрастна генерација или за помлада. Фудбалерите се, како што поминува времето, значи многу голем дел од нив се слични, можеби еве сега во репрезентацијата од 21 година се повторуваат играчите кои што настапуваа за U19, за U17, така да од тој аспект нема голема разлика, само вниманието на јавноста и одговорноста пред јавноста е поголема. Меѓутоа сите други работи се многу слични. Веројатно нема да се доведеме во ситуација повторно нашата младинска селекција противниците да ја гледаат со поинакви очи, како селекција која што
ќе излезе на терен и постојано ќе губи бодови. Напротив, ќе се доведеме во ситуација кога имавме навистина успешна низа на резултати. На кој начин сега ја гледаат Македонија противничките тимови? Бевте во Нови Сад. Претходно 2 надпревари против Азербејџан како веде заедно со Звонко Златановски. Сега одиме на Мегдан со една Русија која се бори за најдобро пласирана втора репрезентација и директен пласман на Европско првенство. Па, двата надпревара со Азербејџан, кои што ги одигравме на почетокот на јуни, значи беа со соодветната селекција на Азербејџан. Тие беа исто така U20, значи играчи родени 98-99. Така да и тоа беше и не беше некое мерило во однос на она што не очекуваше покасно. Меѓутоа, што се однесува до надпреварот со Србија, мислам дека србите подсвесно, значи пред надпреварот очекува многу полесна работа. А како што се ближеше крајот на надпреварот, видоа дека имаат работа со озбилен противник, дека не е она што можеби што го очекувале, иако тие во изјавите беа доста предпазливи. Меѓутоа, со самото тоа што второто полувреме беше многу поквалитетно од наша страна одошто од нивна, значи сликата која што оставивме таму и за нашата јавност, а посебно за српската јавност, мислам дека доста се смени во однос на она што тие можеби го очекуваа за нас. Исто така надпреварот со Ерменија, само да ме подсетам дека ерменците пред нашиот надпревар одигра надпревар со Австрија во Австрија и во 80-та минута резултатот беше 1-1. Значи тие не се наивен противник, една Австрија која што нас два пати убедливо не победи, значи се мачеше со нив до последниот, што се вика, до последните минути од надпреварот. Така да, кога ќе одиграте два такви надпревари, без разлика, нормално резултатот, ако успеете... Само ја информирате јавноста, а не е еден вид оправдување за 3-3. Па не, тоа се факти, значи, кои што можат лесно да се проверат. Не сме играле со наивен противник и пак ќе повторам, не се спасувавме во последните минути, туку На крајот најпозитивното од тој надпревар е што вие и фудбалерите беа разочарани од исходот. Да. Токму тоа сакам да го кажам. Значи, ние со нерешен резултат бевме нервозни и разочарани. Значи, ако беше обратно, ако се спасувавме, ако се радувавме на бодот, тоа мислам дека немаше да биде многу позитивно за нас. Значи, од една страна изгубивме бодови, меѓутоа од друга страна станавме свесни како генерација, како една комбинација на две и повеќе генерации, како една перспектива на македонскиот фудбал, дека можеме многу повеќе од ова што во моментот го пружаме. Се плашите ли дека оваа селекција која предводите секогаш ќе биде репрезентацијата на Благоја Милевски? Па не. Заради тоа што покрај тоа што се постигна одлични резултати од страна на мојот претходник и од страна, сепак тоа се различни генерации. Значи, генерацијата која што се пласираше на европското во Полска, помина во А селекција, значи тоа е еден друг период. Во фудбалот нема два пати еден ист надпревар. Колку пати да играат 20 противника, значи никогаш не може да бидат исти случувањата и така да тоа е во историја и ние со новите генерации, значи испишуваме нови страници и мислам дека имаме и многу добри изгледи да го повториме тој резултат. Пак ќе повторам, значи да не гледаме на нешто како што е постигнато и што не може да се повтори или да се плашиме од тоа дали ќе успееме да го повториме. Или јас како селектор, значи секој надпревар е предизвик и мислам дека токму тој предизвик да се направи уште подобар резултат од претходникот ме држи на оваа позиција. Да, вие секако ќе имате и оправдување, ние секако ќе го сватиме тоа барем до крајот на овој квалификацијски циклус. Но ако тврдите дека оваа е генерација која што ја создаваме за следниот квалификацијски циклус, за Европското првенство 2021, тука треба да се види раката и подписот на Добринко Илиевски. Па токму така, значи сепак сами рековте на почетокот на разговорот дека јас сум на оваа позиција месец и половина. Значи реално дека за еден таков краток период не може да се
да се видат поозбилно и попечатливо резултатите од работата, меѓутоа многу брзо ќе дојде период кај што нема да може да се да се барат изговори, значи само резултатите се тие што секој тренер и секој селектор го држат Иако ако на погледнеме позиција. дека Гибралтар е последниот противник во овој квалификацијски циклус, тука не смее да има оправдување за било каков лош резултат. Нормално, значи не можеме да разговараме ако ние не успееме да постигнеме добар резултат со Гибралтар, не можеме да разговараме понатака за некои поозбилни резултати во следниот квалификацијски циклус. Меѓутоа реално вкупно земено овој квалификацијски циклус, односно овие 4 надпревари не може да бидат колку и да се добри или лоши, не може да бидат некој мерило или некој показател, затоа што новиот циклус е апсолутно нов заради тоа што тоа е една нова генерација, нови противници, че ние сега играме со повозрасна генерација која што завршува со надпреварувањето до 21 година. Новиот циклус ќе биде сосема нова работа, сосема нов предизвик и таму ќе се гледат вистинските игри и вистинските резултати на оваа селекција. Знаете дека Москва не им верува на солзите. Гостуваме во Русија. Сентименталност не поминува кај противникот кој се бори за победа, за второ место во групата. Ќе биде тежок надпревар за Македонија. Ви посакувам многу успех, да ја вратите вербата во македонската репрезентација до 21 година и да го победиме Гибралтар за колку толку добар крај на овие квалификации. Добрин Килиевски, ви благодарам што бевте во Куќа на фудбалот. Благодарам и јас. Сега го гледаме прегледот на најинтересните моменти од сите 5 надпревари од 6-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Добре дојдовте на прегледот од 6-тото коло во прволигашката фудбалска конкуренција. Првата сторија во овој преглед од арената Филип II Македонски во Скопје, работнички Вардар, резултатот 0:2. Надпревар во кој двата тима влегоа со различна атмосфера, бидејќи Вардар во претходното коло славеше победа над Шкупи, додека работнички беше торпедиран од екипата на Шкендија во Тетово со резултат 6:2. И двата тима одигра цврсто на овој надпревар во кој бара бодови, а првата закана беше од екипата на Вардар, која се обиде преку оваа акција да стигне до шанса, но Максимов задоцни во овој напад да реагира правовремено. Екипата на работнички, која беше домаќин на овој меч, се закани преку Неделјковиќ во 16-тата минута. Истиот играч имаше уште една шанса на овој надпревар во првото полувреме по оваа асистенција, меѓутоа задоцни да реагира правовремено. Гачевски одлично интервенираше 23-та минута. Вардар потоа тргна по сериозно во напад. Барсегјан се обиде да стигне оваа топка и да се закани по голот на работнички, меѓутоа ништо сериозно по голот на домашните. Меѓутоа, ерменецот во 29-та минута успеа да се запише во листата на стрелците, што беше негов 4-ти погодок сезонава, по оваа акција во која се сам направи, тука некаде од 16 метри, шутираше прецизно, неодбранливо за голманот на работнички и Вардар по 29 минути игра води со 1:0. Ке го видиме овој погодок на Барсегјан уште еднаш. Навистина прекрасна реализација на ерменецот. Вардар продолжи со отворена игра и по водството од 1:0, а ова беше обид на Максимов, меѓутоа се покажа дека бил во недозволена позиција. Удар од аголот за Вардар, по кој Новак, Максимов и Манев беа во позиција да се заканат по голот на работнички, меѓутоа ништо сериозно не се случи по голот на домашните. Во продолжението од првиот дел
немаше шанси, па на полувреме се отиде со резултат 0:1 со голот на Барсегјан од 29-та минута. И второто полувреме донесе нешто слична игра на арената Филип II Македонски во Скопје. Се играше отворено на двете страни. Вардар се закани прв, акција на Битанг, а потоа Барсегјан не стигна таму да реагира правовремено, останува 0:1. Вардарци даваа се од себе да стигнат до водство и до удвојување на предноста. Ова е една долга акција на гостите. На крајот шутираше Барсегјан, меѓутоа и добра интервенција на голманот на Работнички. Во продолжението од мечот, фудбалерите на Вардар стигнува до предност од 2:0. Оваа акција со гол ја круниса Брдаровски, 63-та минута. Вардар води со 0:2. Прв погодок за Брдаровски сезонава во дресот на Вардар. Комитите задоволни. Вардар ја запиша втората победа во низа по триумфот оној тежок против Шкупи во претходната петта рунда. Успеа да победи и во градското дерби, што беше дерби на колото. Ова беше обид на Јуфо и Лира, двајцата бразилци во составот на Вардар, меѓутоа немаше сериозна опасност по голот на Работнички. Фазлиу од екипата на Работнички се обиде во оваа акција да го изненади Гачевски, меѓутоа неговиот удар заврши во рацете на голманот на Вардар. Фудбалерите на Работнички игра доста ризично на средината, па се отвараа вакви можности за вардарци, меѓутоа Вардар не успеа да искористи ниту една ваква шанса, а по корнерот на Остоја Стјепановиќ Работнички имаше една сериозна позиција која не ја искористи, а потоа мајсторија на Петковски во оваа акција, меѓутоа по грешката на одбраната на Вардар, Филип Петковски не успева да погоди за намалување на 1:2, а Петар Петковски шутираше од 30 на метри, обрнете внимание, прекрасен удар и немаше среќа. Најефикасниот кај екипата на Работнички сезонава. Навистина прекрасен удар на Петар Петковски, меѓутоа гол во мрежата на Вардар немаше. Уште еднаш овој фантастичен шут на Петар Петковски, екс-вардарецот, не успеа да се запише во листата на стрелците. Работнички Вардар конечни 0:2 на арената Филип II во Скопје, по кој Вардар е на третата, Работнички на четвртата позиција, Вардар со 14, Работнички со 9 бода. Во Битола екипата на победа ја пречека екипата на Академија Пандев, лидер во домашното фудбалско првенство. Екипата од Струмица запише уште една победа во прволигашката фудбалска конкуренција, по која ја задржа првата позиција на табелата во домашниот фудбалски шампионат. Академија Пандев е хит на стартот од новата сезона. Првата шанса има гостите од Струмица, го гледате Дорие во оваа акција, капитенот на Академија Пандев, меѓутоа ништо од оваа акција. Спирковски па на Буезе закана од екипата на победа. Супер шанса беше ова за Набуезе, меѓутоа нема гол во мрежата на струмичани. Гостите се заканија веднаш по шансата на победа и стигнуваа до предност 0:1. Крстев асистира, Миловановиќ во 8-та минута ја доведува Академија Пандев во водство. Уште еден обид на домашните, Спирковски асистира, Танушев за малку не успева да го совлада голманот на Академија Пандев. Танушев беше во акција и во продолжението од овој напад, шутираше добро, меѓутоа повторно немаше среќа во 39-та минута, веќе 0:2. Шиков реализира шанса за Академија Пандев и го постигнува својот прв гол во дресот на струмичани. Шиков, поранешниот македонски репрезентативец, до крајот на првиот дел
гол за победа од Прилеп. Ефремов во 42-та минута намалува на 1:2. Танушев потоа има шанс од слободен удар, на вистина прекрасно шутираше, но брани голманот на Академија Пандев. До крајот на првото полувреме Макота се заканува во името на прилепчани, а резултатот не се менува и до крајот практично на првиот дел, во кој на Буезе имаше можност, меѓутоа не користи ништо по таа нафрлена топка. Во второто полувреме екипата на Академија Пандев одигра слично како и во првиот дел, но и прилепска победа која успева да стигне до изравнувачки погодок. Мајсторија на Мустафов за 2:2 во 51-та минута, еден слалом по кој реализираше за изравнувачки погодок. Меѓутоа струмичани вратија веднаш. Миловановиќ успева да погоди за 2:3. Дориев и Атанасковски учествуваа во оваа акција по која струмичани преку Миловановиќ доаѓаат повторно до предност 2:3 во битова победа Академија Пандев. До крајот на мечот Танушев и Мустафов се закануваат во името на домашниот тим, меѓутоа прилепчани немокни да стигнат до ново изравнување. Еве целата акција по која Мустафов ја погоди стативата, меѓутоа гол во мрежата на Академија Пандев нема, а по оваа акција на Дориев на крајот пенал за екипата на Академија Пандев. Дориев, поранешниот или повремениот македонски фудбалски репрезентативец, успева да реализира за 4:2, што беше конечен резултат на овој меч, на кој на Буезе и Калановски до крајот од надпреварот за победа има шанси, меѓутоа не успеа да постигнат гол. Академија Пандев е прва со 15 бода, екипата на победа со 8 освоени бода е на петата позиција по 6 одиграни надпревари во прволигашката конкуренција кај нас. Во Кратово Силекс го пречека шампионот екипата на Шкендија и загуби со 1:2. Се покаже уште еднаш дека кратовчани тешко постигнуваат голови, така играат во досегашниот тек од сезоната. Драшковиќ прв се закани на почетокот од мечот во името на Силекс, но резултатот останува 0:0. Во 19-та минута Бесмир Бојко погодува за водство на Шкендија 0:1. Тетовчани кој во предходната рунда ја декласира екипата на работнички со 6:2, дојдоа по 3 бода во екипата во Кратово и успеа да стигнат до нифа. Ибраими видовте како се закани за екипата на Шкендија. Истиот играч асистираше при овој напад на Бојко, а во оваа долга акција на крајот Да Фонсека Жуниор не успева да погоди за 0:2. Потоа екипата на Силекс се закани преку деснич од дистанца, шутираше поранешниот напаѓач на Скопје, сегашен член на Силекс, извонредно добро, силно и прецизно. До крајот на првиот дел, но бела, гледате каква шанса имаше поранешниот фудбалер на Шкупи. Останува и натаму 0:1. Потоа Ѓоргиев има шанса за екипата на Силекс. Меѓутоа кратовчани не успеваат да дојдат до изравнувачки погодок во првото полувреме, кој заврши со резултат 0:1 со голот на Бојко. Слична игра и во вториот дел се играше во Кратово доста отворено. Фудбалерите на Шкендија напаѓаа, меѓутоа
не користеа шанси, ништо послаб не беше ниту Силекс, меѓутоа кратовчани, како што реков, имаат проблеми со ефикасноста. Ова е прекрасна акција на Мбела, шутира од огромна дистанца, но за негова несреќа непрецизно, а потоа и Алексовски торпедо, но брани голманот на Шкендија Захов, наистина прекрасна интервенција на струмичанецот Захов, а потоа 1:1 Гроздановски 82 минута од надпреварот во Кратово. Се надеваа домашните дека ќе останат непоразени. Тотре имаше шанса за Шкендија, а потоа фудбалерите на Шкендија успеваа да стигнат до трите бода со голот на Ибраими во 92-та минута. Огромна радост за тетовчани кои има 14 бода, 3 победи на гостински терен и во моментов се на втората позиција заедно со Вардар. На Чаир во Скопје екипата на Шкупи пред исполнетата единствена трибина ја пречека екипата на Македонија Ѓорче Петров и ја совлада со 2:1. Први се заканија домашните преку Муарем на стартот од мечот, а потоа во 10-та минута по ова торпедо на 30 метри на Ангелов, екипата на Шкупи стигнува до водство од 1:0 во 10-та минута од мечот. Домашните тука не застана, а ги има и следните две шанси на средбата преку Сержо Далус Жуниор. Бразилецот шутираше на два пати, еднаш од оваа дистанца, а потоа и со глава, меѓутоа резултатот и натаму гласеше 1:0 за екипата на Шкупи. До крајот на првиот дел, екипата на Македонија Ѓорче Петров успеа да се закани преку Тантуровски, меѓутоа овој млак неубедлив удар не беше проблем за голманот на домашните. Екипата на Шкупи сосема заслужено го реализира првото полувреме, иако до крајот на првите 45 минути имаше шанса и преку Бажи Илиовски по нафрлувањето на Дакур, меѓутоа резултатот по првите 45 минути гласеше Шкупи 1, Македонија Ѓорче Петров 0. Во второто полувреме екипата на Шкупи се обиде од овој напад да стигне до удвојување на водството, меѓутоа Сержо Далус Жуниор не успеа да погоди, а на спротивната страна прекрасен погодок на Кировски во 51-та минута, шутираше прецизно, извонредно од на 20 метри дистанца и израмнува на 1:1. Но Шкупи тука не застана, се обиде преку оваа акција во која учествува Сержо Илиовски и на крајот Стојковски, кој шутираше недоволно добро за да стигне до гол, меѓутоа веќе во следната акција пенал за екипата на Шкупи, кој го реализира Бажи Илиовски во 64-та минута за 2:1, резултат кој се покажа како конечен овој меч, по кој Шкупи има купно 5 бода на првенствената табела и се наоѓа на 6-та позиција. Екипата на Македонија Ѓорче Петров, која се врати во прволигашката конкуренција, останува на 3 досега освоени бода и интересно, Ѓорче Петровци немаат победа во новата сезона во прволигашката конкуренција и се на последната позиција. Во Тетово Ренова пречека Струмичка Беласица и струмичаните ги однесоа сите 3 бода од овој меч, славеа со резултат 0:2. Беше ова надпревар отворен од двете страни. Први шанса имаа домашните преку извонредниот Максути на овој меч. Останува 0:0 на стартот. До Сантош има нова шанса за екипата на Ренова, втора на стартот од првото полувреме. А потоа Сулејмани не стигна да реализира од оваа акција на домашните. Убава идеја, меѓутоа голманот на Беласица беше на висината на задачата. Петров се заканува во името на гостинскиот тим за прв пат на овој меч во Тетово, меѓутоа резултатот останува 0:0. Во продолжението од овој надпревар екипата на
Ренова беше таа која имаше шанси, го гледате Максути еднаш, па Максути уште еднаш и од практично извонредна позиција го одбра потешкото, него погоди голот на екипата на Беласица, која често знаеше да направи вакви грешки во одбраната, а тоа фудбалерите на Ренова не успеваа да го искористат, како и во оваа ситуација по која резултатот и натаму беше 0:0. Екипата на Ренова не успеа по првите 45 минути покрај овие бројни шанси да стигне до погодок. Максути беше фудбалерот кој беше во фокусот на вниманието во првиот дел кај домашниот тим, меѓутоа видовте и покрај се не успеваат домашните да стигнат до предност од корнер до Сантош за малку ќе постигнеше ефектен гол, меѓутоа уште еднаш голманот на Беласица извонреден, а потоа Балдовалиев и Џонов има шанси за екипата на Беласица, но резултатот и натаму 0:0. Грешка на Фетај, но тоа не го користат гостите. Потоа Нухи се обидува од оваа позиција да погоди за екипата на Ренова, резултатот и натаму 0:0 и покрај тоа што имаше многу шанси, особено екипата на Ренова која може да жали за тоа што не освои барем бод на овој меч, а екипата на Беласица стигнува до предност со голот на Серафимовски, откако греши голманот на Ренова Кобетич, почетнички реагираше Балдовалиев, потоа по водството на Беласица се заканува, а потоа грешка на Јусуфи, гол на Ивановски за екипата на Беласица, која стигна до водство и победа од 2:0. Еве го тој момент, грешката на Јусуфи и голот на Ивановски, 86-та минута, печат на овој меч. Беласица со 5 бода е на 7-та позиција, додека екипата на Ренова по 6-та рунда е на предпоследната со само 4 освоени бода. Од овој меч треба да жала домашните што не освоија барем 1 бод во Тетово. Ви благодарам што бевте во Куќе на фудбалот. Сите надпревари од првата и втората македонска фудбалска лига гледајте ги во живо на платформата на Фудбалската федерација на Македонија tv.ffm.mk. Надпреварот кој што е во фокусот на седмото коло од нашата најдобра фудбалска конкуренција Академија Пандев против Шкендија. Ви благодарам што бевте во Куќе на фудбалот.